Утрински стихови од Библијата. 15 март. Радувајте се во Божјата сила. Зар ти му подари сила на конјот? Зар ти му го украси вратот со гривна? Весело ја раскопува земјата со копитото. Храбро излегува против оружјето. Јов 39, 19 и 21. Повремени грчевити напори на некои луѓе кои тврдат дека се христијани можат да се споредат со работата на силните, но неизвежбани коњи. Додека еден влече напред, другиот влече наназад. На гласот на Господарот еден скока, а другиот стои неподвижен. Ако луѓето во големото и величествено дело за ова време не постапуваат сложно, ќе дојде до збрка. Не е добар знак кога луѓето одбиваат да се соединат со своите браќа и постапуваат самостојно. Ако луѓето го земаат на себе Христовиот јарем, тие не можат да влечат настрана, туку заедно со Христа. Некои влечат со сета сила што Бог им ја дал, но се уште не научиле дека не треба да влечат сами. Наместо да се осамуваат, нека влечат во хармонија со останатите работници. Ако не го прават тоа, нивната активност ќе се пројави во погрешно време и на погрешен начин. Тие често ќе постапуваат спротивно на она што Бог би го сторил и нивните напори ќе бидат повеќе отколку напразни. Бог е олицетворение на добрина, милост и љубов. Тие што навистина се поврзани со Него, не можат да бидат во несогласие еден со друг. Неговиот дух, што владее во срцето, ќе создаде хармонија, љубов и единство. Исус направил да биде можно да ја прифатите Неговата љубов и во радосна соработка со Него да работите под нејзиното сладкомирисно влијание.